Почитувани, граѓаните не смее да плаќаат за расипништвото и неспособноста на владеачката СДСМ. Покачувањето на цената на водата ќе биде најголем удар врз најсиромашните. Доколку се реализираат намерите на СДСМ, граѓаните на годишно ниво ќе мора да одвојуваат пари и за 13-та сметка. Приближно толкава е сумата што новата власт дополнително ќе ја зема за 12 месеци, а додека се бореа од опозиција за нивните гласови, лажеа дека водата ќе ја поевтиниле за 30%. Празнењето на џебовите на граѓаните преку сметките за вода не е еднократен проект. СДСМ тоа планира да го направи на подолг рок. Со последниот предлог се предвидува зголемување на цената на водата во 2019 година и во 2020 година. Водата не смее да стане луксус во Скопје. Граѓаните не смее да плаќаат за расипништвото на власта. ВМРО ДПМН е бара одлуката да се повлече или советниците на СДСМ да се разбудат на време и да не дозволат да поминат овие катастрофални предлози. Доколку предлогот помине, доколку оваа одлука ја поддржат советниците на СДСМ, од февруари оваа година граѓаните годишно ќе плаќаат плюс една сметка за вода. Покачувањето во 2019 година ќе биде еднакво на 2 сметки за вода годишно, додека покачувањето во 2020 година ќе значи плюс 3 сметки годишно. Тоа се пари од џебовите на граѓаните со кои ќе се покриваат партиските вработувања на СДСМ. Недозволиво е СДСМ своите партиски долгови да ги надмирува со парите на граѓаните. 160.000 корисници на услугите на јавното предпријатие Водовод на територијата на град Скопје ќе го полнат буџетот на град Скопје со цел вработување на нови партиски активисти од типот на Никола Наумовски, Владко Васил, како награда за одработеното за СДСМ. Ова е типичен пример како се однесува СДСМ кога е во опозиција, а како кога е на власт. Едно ветуваат во опозиција, друго ветуваат кога се на власт. СДСМ удира по сиромашните, кои треба да го финансираат луксузот на партиската елита. По зголемената акциза на дизелот, водата не смее да стане уште едно средство од кое власта ќе ги намирува своите партиски вработувања. Ви благодарам.